Туни Станковски 4 години преку социјално претприемништво работи како претседател на Сдруженијето Љубезност. Ова здружение секоја сабота кај споменикот на мајка Тереза им обезбедува топол оброк на бездомниците кои се наоѓаат во овој дел од градот. Освен хуманитарната помош, решивме да отвориме центар за социјална и професионална реинтеграција, се со цел да овие наши штитеници, да ги кажам, да можат да се реинтегрираат во општеството, да се стекнат со соодветни знаења во областа на градежништвото, во областа на некој занает, се со цел да можат сами да допринесуваат за своите семејства. Ирина Јаневска од Сдруженијето за социјални иновации Арно вели дека на младите им држат часови за готвење и ги мотивираат за во иднина да може самите да отворат и бизнис во угостителството. Средствата кои што ги остваруваме од продажбата на вакви часови за готвење ги инвестираме во обуки за овие млади, во градење на нивната мотивација. И сега таа идеја прерасна во нешто поголемо, за кое што се уште собираме фондови, сакаме да отвориме камионче за храна, кој што ќе заврши продажба на здрави оброци. Јован Пејковски, универзитетски професор, вели дека е неопходна стратегија и пристап за зајакнување на социјалното претприемништво, особено кај ризичните групи. Како што вели и координаторката Барбара Садовска, овој проект ќе помогне и за растот на економијата и за стандардот на граѓаните. Пари за да се почне бизнисот, со други зборови постојат мерки, но за социјалното претприемништво неопходно е да се донесе закон во кој што ќе се уреди областа, ќе се дадат можности и оние ризични групи кои пазарот на труд не ги препознава да бидат дел и да бидат поддржани за да бидат конкурентни. Овој проект го реализираме заедно со Министерството за труд и социјална политика за да подготвиме рамка за социјално претприемништво кое ќе ги опфати младите и ќе им овозможи да станат претприемачи. Инаку во Европа има 2 милиони социјални претпријатија со 13 милиони вработени, додека во Македонија овој проект се уште е во фаза на оформување.